Hello, hello, hello. Zdravo na site. Oh my god, što mi je milo što dojdovte. Poznate lica gledam. I evo še pred da počneme bilo što da zucnam i na темава и общо земено, да кажем, hvala mnogo što zajedno na вебинарија на вакви топли денови. Те ще гледат покако стивка по YouTube-овам, потаму да знае дека ова е на 13 август и бога ми е топличко. Бога ми и тука и јас кај што сум прошлиот пат ми се фалев као леле. Заќавате ако ви реков на 23 јули кога правевме тој вебинар, кој реков на стварно кај вас се топите таму во Македонија, ми пишуваат другаркиве колку е топло, тука ни е идеални 25 степени, па не е више. И нас не стигна, значи веќе 5-6 ден е така негде 35 час. И ќе се задржи до другата недела, ама па фина е, се расшетавме по езера, по плажи, по на интересно е. Малку проблем што дома ние немаме клими, рече се никој. Тоа што живееме во згради не смееме да ставиме клима и нема клими, немало тука такви лета на клими да има и сега кој ќе пукне вакво некој време дома ние прилично сауна, но добро, вечерите се трпат. Аз ќе ги замолам сите што ви се одмутирани микрофоните да ги мутирате заради квалитетот на снимката сите што ќе слушаат ова и видео кога можеш ти да ги мутираш тука ко го одради ако успеваш на негото дугмето каде што е на all mute пожедно не сакајќи му се отпушта и има некој во waiting room исто така. И уште две особи имаме во waiting room и почнуваме, вау, дечки, ертедно почестите 39 души и уште неколку во waiting room и плюс сите знаеме академското касни има 5 минути што ќе доаѓаат за некоја минута, значи стварно фала ви за интересот, не сте вие, јас нема да имам на кого да му излеам цела оваа работа што сакам да кажам и раскажам. Јас сега ќе се ставам на speaker mode, ето така, за да може да биде поквалитетно снимката после и за разлика од прошлиот пат што изнаправив грешки, имам подпирано премногу со рацете на маца и на неколку пати се затресува компјутерот, па сега ќе се трудам да ми видат рацете не на маса и ајде подошто сега ќе се започнеме со темава 5 книги што ви ги ветих и што веројатно ќе спомнам уште многу други книги на предавањево и исто така само пишете ми во чет, плиз, во чет да ми напишете тие што сте нови, тоест прв пат што доаѓате на мој вебинар, само пишете јас во коментар. Да видам колку сте, што сте, како сте. Која ни е демографијата овдека? Колку нови, колку стари се малце. Оке, имаме нови, значи Вики, Ели, Ивана, Моника, Искра. Оке, супер. Добро. Епа, јас тогаш кратко ќе ви кажам зашто ќе се работи на овој вебинар и ќе се супер, дечки, добро дојдовте, вие што сте новите. Јас ви ветувам дека ќе ви биде забавно, интересно и дека ова ќе ви биде, како го викаат, one of many, дека ќе доаѓаат и мините вебинари кои што ќе ги има почесто во август, тоест до крајот на август и во септември. Планирам вака средата да ја одвојувам за вакви убави разговори за личен развој. И сега ќе ве кажам агендата, да знаете што да очекувате во овие саат време, а додека јас ја кажувам агендата, додека кратко ви се представам, за да биде поинтересно, во коментар може да пишете од кај се јавувате, мислам, од кај се во моментот го следите вебинаров. А јас прво вака ќе ви кажам. Значи, кратко ќе ви се представам на вас новите што до сега никој што сте присуствували на овие вебинари. Понатаму директно ќе предам на петте книги што си ги наредив дека сите ми се овде, Билчево, супер, Билчево, баш ме мило Скопје. И така, пишувате да биде интересно да видиме што сме, како сме. Ого, добро, кикаат, Холандија, баш ме е мило. И вака, значи, голем дел од вас веќе сте пропратиле на Инстаграм, на Фејсбук, штом сте го добиле овој мејл за да дојдете на овој вебинар, сте го добили оној добро дојде мејл, од каде што накратко раскажувам мојата приказна. А тоа е дека во моите 20 години мислам дека се сум достигнала by the book како што требаше од средно факултет, брак, дете, работа, претходно и слично се така поред и некако тоа ми беше во мојата глава мислото за рецептот за среќа и затоа на 30 години се чудев кај ми е наградата, кај ме среќата, ова ли е тоа, за ова ли се бев многу фино девојче, жртвувано,
учење, дисциплина, се на време, се е поред, ниеден роднина не загрижен за мене, за мојот well-being, се поред направено, кај е наградава, кај е среќата што треба да чувствува. И така, значи, само малку да молам за микрофонот само да припазувате. И ако можеш, од време на време, секој минути проверувај вам за купно, да не можеш да правиш мутадни, пошто мислам дека новите што влегуваат по дефолт им дава за отклучен микрофон. Окей? Значи да се вратам на приказкава. Се тоа се смени и едноставно се бев шутната од универзумот, може да се каже вака, да се помрдам и нешто да правам, кога лекцијата ми дојде во форма на Јоана, тоа е мојата ќерка која што се роди со посебни потреби во 2014 година и заради која што од 2015 се преселивме во Германија. Така што сега тука ве се јавам Кел. Тука сме веќе 10 години, 2025 во ноември правиме точно 10 години и значи физички и се што требаше да се прави родителски во врска со неја се правевме и јас и мојот сопруг активни 100 на сат, значи барање, болници, доктори, дури и по други држави, одевме во Чешка, во Лјубљана и така. Меѓутоа, емотивно се чувствував на место, здробена, уништена, отепана од судбината, од животот, значи бев премногу на дното, кој што ми се чинеше дека нема крај, уште подлабоко, уште подлабоко, уште подлабоко и некако Јан имаше 3 години, а тоа беше 2018 година, дозна за личен раст и развој и почнав да работам на себе. По никаква друга причина, туку само, да молам микрофоните само да ги исклучите, да се мутирате. Од никаква друга причина, туку само да се Маја, мутирана си. фала Елена, колку време бев мутирана? Минута, две. Добро, Не е ни минута, не е ни минута. Не, добро, изгледа не мутирам. Океј, Наварска точка, мораш да ги пазиш вака, да ги гледаш пред тебе како учесници и да ги едно по едно микрофончето да ги гасиш. Океј. Значи, што беше последното што чувте? I'm in flow. Во 2018 почнаш личен раст. Да. Фала ти, Елена. Значи, во 2018 година почнав личен раст и развој со цел, како се вие линковички? Аха, добра. Со цел да се помогнам себе си, да испливам и така почнав да работам на себе и тоа многу ми пријаше и дефинитивно ми помогна многу во мојата животна ситуација. Не само да се справам и да ја прифатам целосно ситуацијата со Јоана, туку и да почнам на малку по друг начин да го живеам животот, да поставувам похрабри цели, да излезам од битта мод, да излезам од таа некоја моја желба за предвидливост што се има што од 18 години знаев што ми се случува на 28 години. Со осмеливост поставувам поголеми цели затоа што научив што е дисциплина, си го ставим времето во тај менеджментот под некоја, како да кажам, поголема продуктивност и ефикасност. И се тоа едно по едно како го менував, ништо посебно не значеше, зашто ја сега ви кажам, почнав некои рутини да правам во 2018, вау, ништо посебно не се случи, не се отвори небото, па харфи да ми свири некој да згоре, меѓутоа една по една сите овие мили навики како ги менував, направи еден многу голем компаунд ефект на тоа да се чувствувам многу среќно и многу полетно и надежно и со онака многу поубава и посветла и поголема визија за иднината, знаејќи дека дефинитивно ќе ја постигнам кога тогаш. И на тој начин се продолжив натака јас, мојот сопруг Јоана и луѓето тоа почнаа да ме приветуваат, да ме прашуваат како и да ми предложуваат сами да работиме заедно за јас никако да ги помогнам во таа ситуација. Во прво време тоа беа родители на деца со посебни потреби, меѓутоа многу брзо почнаа да доаѓаат жени од секаков калибар со секакви животни предизвици кај мене. И така јас одлучив да почнам да работам оваа работа, зашто старата секако воопшто не си ја сакав нити работа, нити професија. Претходно имав завршено економски факултет и бев во банкинг. И во 2019 имаше голем сетбек и промена тоа што го почнав, Јоанче тогаш почина, при што претходно здравјето значително и се влоши и така после една година едноставно се припремаше да замине и кога тоа се случи, направив пауза од
3 месеци некаде, бидејќи толку ми беше потребно и после тоа почувствував дека сакам, можам и треба и едва чекам да се вратам назад на работа, да работам со вас, да ги правам сите работи што до ден денеска ги правам, затоа што тоа е дефинитивно причината и мисијата по која што ја дојде да ме ставиме на скроз друга трака и на скроз друг животен пат од тој што јас си имав сама некако логички поставено, пошто така и да се смислив дека треба. И она ми беше една од најголемите учители во животот, покажувајќи ми што е и трпение, и прифаќање, и дека не нужно треба да одам таа трака во животот која што имав почнал тоа, еве да кажеме, години назад. И едноставно, секој ден работејќи оваа работа, не се чувствувам дека го работам ово, туку едноставно секој ден се викам, вау, еве денеска уште еден ден, уште една можност да ја живеам Јоанината мисија, јас и сите вие. Затоа и мојот најнов програм, мојата најнова група која што почна во април, заврши во јули, веќе е формирана таа приказна, да кажам. Тоа е нека моја 11-12 група, претходно имав многу други групи кои што ги почнав уште во 2021 година, меѓутоа најновиот проект, најновиот програм се вика Јоанина мисија. Што како другачи се вика? Значи најлогично е да го носи тоа име, затоа што тоа и во суштина е. Се. На патот на тој личен раст и развој заврши погодав сега проѓаме на тешка артилерија. На патот на тој личен раст и развој, и тогаш знаев и сега одговорно тврдам и за секогаш ќе оставам тоа така, дека најсилно оружје, средство, најважен ресурс ни се книгите. Знам дека тука меѓу вас, бидејќи ве познавам, повеќето од тие што сте новите не ве познавам, но ќе се запознаеме. Значи, само малку. Окей, ми хлеба, нема е. Значи, треба да знаете дека, тоест го тврдам тоа одговорно, знам кај да стапам. Многу од вас ве знам тука и знам дека сте ептен читачки, значи стварно многу читате и можеме да разменуваме идеи за книги до забајле. Знам дека многу од вас знаете, сте свесни дека е корисно да развиете таа навика, меѓутоа заради разни причини не успевате или немате доволно време, тоест мислите дека немате доволно време. Може би имате очекување дека треба да имате сега некој, не знам, 2-3 сати на располагање, па тогаш да почнете да читате, меѓутоа тоа не се случува, особено те предаме 30 години, некако не знам кој од нас го има луксузот на 2-3 сати да седи да чита книга, ама не се. Друг беше муабетот. Како и да е, значи, таа навика што може да се изгради, да се создаде, да се созида, битно ако немате таква навика да почнете на мало и еве некој друг вебинар ќе направиме, ако сакате, да може да ми пишете во чет на тема да биде како да изгради човек подобри навики, меѓу кои како да се натера да чита повеќе. Меѓутоа, јас сум некој што премногу ми е вградена таа навика што многу давно, што пред да почнам да работам на себе и во целиот предизвик со Јоана, кога беше на свете, таа низина последна година, во која што поминавме 7-8 месеци во болнички престој, однако без престан со месеци во болница, а таа година, што гледам статистика, што читам, кога читам, кои наслови имам онака во Excel, а таа година имам прочитано 54 книги. Значи, годината на моето најголемо најголемиот предизвик, на најтешката моја година, успеав да прочитам 54 книги. А баш пред некој ден гледав годината која најмногу го развива бизнисот, тоа беше 2023, кога најмногу удрив со работа, многу имав работи, викенди и слично. Имам најмалку прочитано 6 или 7 книги таа година само. Меѓутоа, како успеам да прочитам толку многу, така што не чекам совршени услови, едноставно си имам зацртано минимум 2 страници на сабајле, минимум 2 страници на вечер. Тоа не отскокнувам. И така човек, кога фати 2 страници, тоа не е ништо, ама 2 по 2 по 2, на крај книгата прочитана. Така што, има разни начини како се создаде таа навика, па ќе ви кажам, ако се сакате таква некоја тема наредниве неколку недели, можам да ви направам тема на вебинар на темата како да изгради човекови здепни навики. Сега ќе почнеме со најпрвата книга, од овие што ми се, многу книги можам да ви препорачам, што се прекрасни. И ствари ретко наидувам на неубава книга, се искрено да бидеме површна или не знам така, убаво е да се чита книги, убави работи има човек да научи книга. Меѓутоа, ако ме праша некој кои се овие 5 што би сакала секој човек на цел свет да ги прочита, затоа што стварно, ако ги разбереш, многу ќе ти донесат, тоа се овие 5 што ги имам сега пред мене. Првата е Играта на животот од Флоренс Сковел Шин.
мало книгиче од 70-80 страни, 80 страни точно. И, усвари, темава зашто ја направивме денеска, затоа што една од вас, ако сака може да се каже која е, беше дел од Јоанина мисија од април до јули во таа група и таму обработувавме нешто околу книги, две конкретно. И она вика, знаеш што сакам? Сакам ти да истапиш и да кажеш тие книги што ги препорачуваш, зошто ги препорачуваш? Кажи ми интересира твоето резонирање позади нив. Оке, ти ќе кажеш таа и таа книга прочитате многу е добра, ама сакам да ми кажеш твоето резонирање кој е позади нив. И на нези веќе дека ќе направам вебинар, затоа ја тука прва е нацртана, ама нема врска, ја не ја кажам, мора нека си каже која. И, значи, еве затоа сега почнувам со оваа книга Играта на животот, да ви кажам како стигнав до неја, како ја прочитав и кога, уште кога имав 16 години. Иако тогаш прв пат ја дознав за работа на себе, почнав да работам на себе на 33, ама оваа книга дефинитивно откако почнав да работам на себе, сватив дека ми била зачетокот. А тоа што се другарка во средно со која што седевме заедно, еден ден ја извади вака на маса и што како ја дала пријателка на мајка и она ми рече оваа книга се третира како Библија. Ми рече да ја прочитам, но одма да ја вратам зашто ми е битна, ја сака. Ја викам, ја морам да прочитам. И ми ја даде и нема врска, за еден ден ја прочитав 80 страни сепак. Ама, она што внатре беше многу интересно, тоа што ја напишала писателка која што творела во 1920-тите години. Пред 105 години, не 105, пред 105 години, значи писателкава живеела и творела и пишувала книги и во тоа време живеела во Њујорк и ја викале исцелителка. И она самата себе си создала као назив исцелителка, ствари. Во денешно време она би била класичен мотиватор или коуч или ментор или што и да е, затоа што целата книга е за личен развој низ призмата на law of attraction. Ја првпат во животот слушнав некои тези и некои размислувања од типот на пример, ако сакаш да имаш изобилство или не знам, повеќе финансии или повеќе пари, треба да ти биде среден домот, треба да ти биде среден пријелките. Например, сиромашните луѓе, ако им се несредени домовите, тоа им привлекува уште повеќе сиромаштија, дека богатите луѓе имаат тенденција да им се посредени работите. И ја читам тоа, што беше за мене Whole New World, ама толку многу беше Whole New World, што у секундата како што ги прочитав сите работи внатре, сите принципи, некои идеи за афирмации има, но целата четива, една четива страничка и пол. И раскажува некоја приказна за некоја жена, па после преоѓа на друга четива, па раскажува приказна за некој маж, толку интересна и лесна за читање, можам да ви опишам. И како што прочитав, така ја сметнав од умот, она ја батали скроз. Меѓутоа има една реченица од сите тие што ги прочитав натре, што јас се повторував секоја вечер во склоп на некој молитви, например, што сум си ги кажувала. Една единствена реченица цело време ја влечев и нема да ви кажам која е таа, то овој мовите го однесам во група кој имаме, кој ќе видиме во многу поинтимен сетинг и каде ќе бидам покомотна јас да поделам толку интимен детал од животот. Меѓутоа, таа реченица што сум се повторувала со години, замислете 16 години ја имав која сум ја прочитала и ја до 33, 34, 35 сум се повторувала секоја вечер. Истата реченица и онака као подсвесно, не да ја кажам на глас, току така ќе ми помине из глава, буквално една единствена реченица. И јас знам дека после тоа еден куп работи што се случува беа директна последица и резултат на тоа што на таа страна си го сетирав мајцетот. И ако имате деца, млади, тинеџери кои што онака може да прочитаат некоја книга, значи да им ја дадете и на нив да им ја слободно да им ја пласирате, да им ја подбутнете, затоа што стварно е опенинг и почеток, значи ова е почеток на личен раст и развој, лектира, буквално, како буквар што е во прво деление за азбука, ете така. Тоа е така книга. Идеме на втора. Men's Search for Meaning. На англиски читам книги, посебно од како сме преселени во Германија, причина што на Амазон седнуваш и кај да најдам на македонски книги, значи силом прилика почнав да читам на англиски, ама после ми стана многу убаво, затоа што многу убаво кога ќе прочиташ книгата на оригинален јазик на кој што е напишала. Преводот секогаш одзима од книгата. И ова се вика Men's Search for Meaning од Виктор Франкл.
И оваа книга е исто мала и сега си кажете, да бе, Маја чита само мали книги, зашто ја мрзи, кога се фали 5-4 книги прочитала, ама тоа не е точно. Имам тука и поголем ќе ги видите. Не е одбрана книга за големината, туку заради тежината што има во себе. Не знам дали знаете за доктор Вейндер, пишете ми во коментар кој од вас слушнал за Вейндер. Во почетокот на тие мои почнување на работа на себе, така во 2018 година, многу брзо наидов на него, зашто он е еден од најголемите спиритуални учители на нашето време, иако не е повеќе жив. Има оставено на 40 кусур книги има напишано човекот, од кои што 20 и нешто се стварно бестселери и се предобри. И најдов еден куп интервјуа на YouTube негови, ептени имам истражено неговата работа и во тие негови интервјуа он раскажува за оваа книга, дека во 70-тите години ја прочитал на некој авион, пред да се качи на авион, ја видел во аеродромската книжара книгава и ја земал и додека стигнал до дестинација више ја прочитал и тоа си рекол дека било добро да го запознам овој човек, овој автор и дека успел да го запознае пред човекот да почита. А инаку човекот доста е стар бил и доста длабока старост има доживеана, меѓутоа е роден негде во 20-тите години на мирањето век и она директно е жртва на Холокаустот. Не. Виктор Франкл е представник на стоицизмот. Не. Виктор Франкл е представник на логотерапијата. Ама не логотерапија како она што го знаеме ние, кога што носиш деца за да се подобрува говорот, туку логотерапија во психијатриска смисла и да се истражите на тема многу длабоко и многу интересна. Човекот бил евреин и бил тама се земале со жена му, биле 20 заробени во различни логори, жена му за жал не преживеала, имале по 24 години тогаш, меѓутоа он преживеал и пола книга раскажува неговата ментална состојба низ сите тие денови, 3-4 години за колку прошол во логорот, и после тоа во остатокот од книгата он ја опишува неговата работа, кога го спасили и преминал во Америка и тама почнува неговата работа и он живеел до 2000 и некоја година. Значи баш длабока старост има доживеано. И како он објаснува типот на како треба да ги прифатиш работите што не можеш да ги контролираш во животот. На кој начин ти прави болка твојата траума, не ти прави тебе болка оно што и Габор Мате го вика, не ти прави болка самата траума, туку ти прави болка твојата осуда за траумата, твојот judgment, не требаше ова да ми се случи. Не требаше вака да биде. Тоа е тоа што ми прави болка, тој отпор што го даваме ние на човечко ниво, нормално некои болки се мали, меѓутоа некои се многу големи. Но он опишува премногу добро. И ова е мало на 100 кусур страни, ама се враќаш, брате, на страници да ги прочиташ уште толку многу што е длабока и толку многу што она е полна аха моменти. Читаш нешто и онака, читаш, јас тогаш кога читав, негде 2021 така нешто, значи се изнаподлекував еден куп работи и после тоа ги претворав во текстови, пишував ньюслетери на темава, спостирав сториња и пак не можам да доизразам она секоја страница што ќе прочиташ, колку во тебе ти прави уште еден куп реченици, ти создава она, ти склапа некои делови, секој од вас кој што се наоѓа во некоја предизвикувачка ситуација, кај што се справувате со некоја неправда, со некакво, сте жртва на некакво насилство, или сте биле порано, или би се случува некоја болест во фамилијата, или на вас лично, или на вашите деца, не дај Боже. Значи, секој од вас што има таква ситуација што може да ја карактеризира како безизлезна, да си ја прочитате книгава. Значи, немате појма кога олеснување ти дава олеснување самиот момент кога ќе разбереш нешто. Некој ќе знаеш што кога разбереш, кога не само ќе сватиш дека нешто ти се случува, туку ќе разбереш зошто тоа ти се случува, зошто се чувствуваш така, на кој начин ќе се разреши оваа ситуација, што сите ситуации се разрешуваат, ништо не трае вечно. И од срце ви ја препорачувам, не за џабе светски бестселер до ден денеска човекот веќе го нема, а книгава се продава секоја година
И на кое и YouTube видео да го пуштиш на некој што се бави со личен раст и развој или некоја спиритуалност или некој подобрување на себе, кој што препорачува тие и тие неколку книги, секогаш е напредла книгава. Сакај можете да најдете од Македонија, не знам. Евентуално не знам Kindle дали имате, па така на тој начин да спуштите, меѓутоа можна да има по книжариве, кај нас кај што има и српска литература, мислам дека е преведена на српски, а да се расплашате, може би на македонски е преведено. Јас не сум во тек, баш сум изненадана во последно време што мислев дека наслови ги нема на македонски и ми кажуваат линкови дека една, друга, трета книга ги нашла, видете, може е преведена. Меѓутоа кој може да чита на англиски е од срце ви ја предлагам. Да. Само да ги црнам кратко коментариве и се враќаме. Да, така е, Нена, фала што се запишала. Значи, Men Search for Meaning, Виктор Франкл е писателот. Човековата потрага по смисла, мисли дека има Ивана Дајбаша која има супер, одлично. Баш и јас би ја земала македонската верзија да видам како звучи. Ајмо податак. Ова. The Fast Lane Millionaire од MJ Демарко. Ќе напишам некој коментар за тие што нема да патат вака сликава. Ова книга ја имам највише поклонувано за подарок од сите други книги. Ова книга, јас да не ја прочитав, ќе бев многу босал, финансиски, искрено ви кажам. И ова ви доаѓа од некој што завршил економски факултет и што за прва работа работеше 3 години во сметководство, па после во кредити и т.н. Тоа школско учење финансии и ова учење финансии, благе веза нема едно со друго. Значи, сега ви кажам како што видите по клинката, кој е мојот бекграунд, зашто пумповаат ми, вака дека држам, но не ме заболи раката. Значи, 2021 година и нешто тука работиме на себе, ја на мој начин се гледам на негов начин, и јас си нарачувам литература, мене што ме интересира, он си нарачува негова литература, у принцип се некој вакво финансиски Уорен Бафет, акции, хедж фондови, тоа не го интересира, мене нич. Само малку, неле супре има преведено, значи вака, ја има книгата на Виктор Франкл преведено, се вика Човековата потрага по смисла и ви кошта 240 денари, на попуст што пишете ми, на книга МК, ета ви дечки, no excuses. Така. Ова не ќе да е преведено на македонски, ама сеедно, значи неодговорно тврдам дека ова мора да се прочита. Ова. И така 2021 година, сопруга се нарачува негови книги, ја некои мои, и он ја нарачува негови глава и почва да чита. Ја нормално игнорирам како сите негови книги, што игнорирам, досадно ми се, тоа не може да се случи. И еден ден, една вечер, јавили го во дневни, он ја остава книгата кога се прави муавет, ја рекам што читаш, он рекал, леле, добра е, многу, ама вептен е добра. Сега он така го ќе каже нешто, одма ми се начулуваат ушите дупло, затоа што она е еден скептичен, еден, како да ви кажам, со високи стандарди, пун критики за се што, за книги што ги читаме, што ги разменуваме, пример, ќе каже тоа и тоа е добро, но тоа и тоа не ми се свиѓа, и сега одеднаш кога не воодушевен. Ја викам, да зирнам што е ова, и како ми ја дава, онака вечерно време беше готова чаша вино и треба се легнеме, под разлист од двете страни и хук. Вака хук, значи, првата книга се вика Играта на животот Флоренс Ковел Шин. Пазете на час, значи што ја се лектира врвотувал. Тенкалца ти втрче пред вас, ајде, запишувајте. Сега, ми прави хук книгава и почнам да читам, ја вика само стаја, ја да дочитам и дојде додека да читавме двајцата, буквално сме се грабале. Значи, малку јас, малку он, ја дочитавме до крај. Значи, прво, писателот српска, српска, вие не знаете колку он има бланд, јазик, начин изразување. Све живо и диво пердаша.
ги отпубликува сите таму она во Америка, сега пишува претежно за Америка, меѓутоа прилично запознаа што се случува и по другиве земји на поле на и на финанси, и на личен раст и развој, и на манипулација, типот на луѓе дојди ја ќе те научам за финанси, плати ми толку, ја ќе те научам толку и значи предупредува за сите такви money schemes, шеми, за криптовалути, за значи пердаше се живо и диво. Има подбрано многу јако Роберт Киосаки за книгата Rich Dad, Poor Dad и така натаму, значи ако сакате да видите зашто точно мора да се прочитате, зашто да земам да ви раскажам за што збори, значи да се вајля станавме готова. Па да ако се надворено за тоа се вајля, прошлиот вебинар. Вие што бевте тука во циркус. Значи прошлиот вебинар ми тргнаме, некој што знаете како може да го тргне, и нели вебинарот почнува во 7:30, така трае до 8:30 и на крај да има уствари 40 минути предавање, 20 минути Q&A. Ама јас зборам и на време отворам Q&A. Па почнува Q&A, на време гледам 8:57 и викам, има уште 3 минути време, а нема веќе прашања и ва прашуваат. Ма прашања, ако не да завршиме малку порано. И вие немате прашања, ја викам, па добро, еве 3 минути порано ќе завршиме. И завршувам, јас веќе уствари саат и пол траел вебинарот, не саат. Као, Маја, у реду е. И однака, ја убедена дека сум го завршила 3 минути порано. Много јако. Добро, сега. Значи, он како почнува? Прво почнува со моментот на се лажеш кога ќе си кажеш дека ја викам повеќе пари, или се лажеш себе си ако кажеш мене не ме интересира да заработам милиони, не те интересира. А ако ти кажам како дека лото доби ќе скокаш од среќа, ќе скокаш ете милион евра на лото. Не се работи за тоа дека не ќе да заработиш милиони, туку мислиш дека многу ќе патиш ако го правиш тоа, многу треба жртви, многу знаење, многу не знаеш како да го направиш тоа. Меѓутоа ја објаснува цел момент го објаснува на како го праќаме животот, дека 40 години одиме на некој работно место каде што работиме од сабајле од 8 до 4 поручак и колку сме компензирани за тоа и информиране по земји колку оди компензацијата за тоа и дека тоа е грабеж и дека тоа е измама, дека не треба така да изгледа, дека треба да работиме многу помалку, многу пократки години, меѓутоа треба да имаме вложувано во поголем equity и на тој начин да можеме да се пензионираме многу порано, а не кога ќе ни каже државата, затоа што кога ти каже државата одиш во пензија, шансите се дека си више многу стар, истечно изморен и прашање кој го преживува тој крајен животот век и тоа независимо. После тоа преминува во следно различни модели на заработка и инвестирање на пари, не е инвестирање само штедење во банка или само купување недвижности или што и да е. После тоа има многу информации давано од тоа на што да пазиш, како да пазиш од тие кога човек е неук за овие работи многу лесно може да биде измамен, па такви некои примери дава, е толку многу интересна и целата е еден пример во друг. И јас, например, книгава нема на кој сум ја предложила или поклонила за подарок, за роден ден, после тоа да ми биде вау, што е ова? Така што, уште една дечки, најдете како ќе ја најдете од дрво, од камен, ова ви е не баш мала книга, меѓутоа многу вредно за читање. Тоа сега 3 покривни книги. Идеме дале. Уште една книга која што има врска со пари, ама не така врска со пари, туку има врска со money mindset. Сите ви кои што се чувствувате дека никош не може вас никако да ви тргнат финансиски, дека цело време чупље во празно, дека цело време минус, цело време кредити, цело време долгови, цело време невозможно да си возможите се што сакате. За сите вас е следнава книга која што има многу добра интересна приказ на како ја прочитат, зашто ја прочитат и кога. А таа е книгата Think and Grow Rich, Наполеон Хил, ја има на македонски 100%, се вика Мисли избогати се, има српски и хрватски на сите можни јазици. Ова е четвртата книга која што многу ќе изгуби во животот да не сум ја нашла и да не сум ја прочитала. Зошто е интересно приказната за мене, затоа што ова е книгата што највише сум ја мрзала на свет, откако дознав дека постои. Значи, во почетоците на тие мои личен раст и развој, во некој видео ќе слушнам, некој ќе каже Think and Grow Rich, многу добра книга, да се прочита она. Ја само што го слушнав насловот, така отпор во мене, викам, што е ова? Што до кога ваква манипулација со наслови? Како така мисли избогати се? Ова
ова за лековерни луѓе, ова е за мрзливи, ова е за дојдеш од некад никаква работа да се фаташ од некад да си кажа добра сад немам доволно пари, ама ќе научам некои вештини, па ќе заработам повеќе пари. Ова што ќе си мислам, ја вака дома ќе си седам, ќе си медитирам, мислам и црц, ќе ми паднат пари, па за тоа ја купуваат луѓето што е мрзливи. Абе предрасуди. Ја не ја читам оваа книга и точка. Глупости, што мене некој мозок ќе ми пере. Да било така што не сме биле сите милионери, така ќе си мислиш и ќе се збогатиш. Ја отпор не ќе да чујам ни да видам. И пројде 2020, 2021, 2022, 2023. 100 пати уште сум наишла на книгава како предлог, како наслов и 100 пати во мене тој отпор со осуда, се како кучи тоа беше. Па земете во луѓе работата нешто бе. Што е тоа мисли збогатите само си ги трошите го видите времето си го трошите ќе ве пројдат сите други. Тоа ми беше ставот. И еден ден звони Амазон. Отварам јас, го пречекувам пакетот, стига пакет и книгава внатре. Think and Grow Rich. Вака со ова fancy шменси плюс cover. Не беха написано. Стига дома към Think and Grow Rich. И сопруга вика, ми стигна книгата, дај ми ја. What? Као ти ја нареча? Тој скептикот, што од 10 книги една само ќе му се допадне, што и тоа не ги ни читува, ја би дала ги читам. Ја например кога најдам на книга што не ми е окей, ја не можам да оставам, не можам. Не знам дали е тоа fear of missing out или онака како осеќам некоја, не знам, некоја многу чудно ниво обврска спрема писател што се потрудила да напишам па да прочитам, не знам, тоа бајано терапија треба да го решам зошто, ама не можам да оставам книга не прочитам, но он ги остава бе, не го интересира, ако не ми убава, не ја чита. И се он таквиот скептичниот, циничниот ништо што не признава од све ова ја што зборам, што правиме муава дома, он ја порачува книгава. Викам, добро, зашто? И ми кажува дека на некој форум, не знам што се правило муават и сега он ќе ја чита книгава. Сега, можам да не ја прочитам. И исто така, како за Fast Lane Millionaire, што by the way, прво беше оваа што читавме така што се грабавме, и после доја на ред оваа. И јас така му подземавме во 3 пати и ме рече, слушай, ова нема да читаме 20 исто време, ќе мораш да почекаш да ја читам јас. И јас почнам да читам од како ја прочита, па сваќам дека сакам да повлечам на многу места. И земав се наречам уште еднаш. Сега имаме две. Едната дека од човек што не геше да види книгава и со 300 подрасуди, сега имаме дома 2 копии. Една моја, една негова, зашто моите подлечени работи ми треба за мене да се ги знам. Толку е добра. Толку е eye-opening. Ова ви е книга, ви кажат, сите вас кои што имате money mindset issue. Уопште, by the way, spoiler alert, не се работи за тоа, ти да си мислиш, да се визуализираш и пук ќе ти паднат еврата на сметка. Но нигде тоа не се спомнува. Книгата има скроз друга порака. Има внатре 10 принципи, кои што 10 принципи се однесуваат на твојот карактер. Книгава збори за добри навики, за како се почне утрото, за како да не се препушташ во дистракции во текот на денот, иако е пишувана во 30-тите години на минатиот век. Значи, дистракција тоа време значило многу другачи како дистракција денеска. Тогаш немало ни TikTok, ни social media, ни сите дистракции што ние имаме денеска, ни Netflix, ни Butcher. Ама вајде тогашните луѓе во тие генерации прокрастинирале на некој друг начин. Значи, секој пат човекот си бара, ние сме pleasure seeking animals. Секогаш бараме нешто да правиме интересно, што во моментот не носи задоволство, а не вложуваме дисциплина, а направиме нешто што сега напорно и тешко да собереме некои плодови во иднина. И он ги адресира тие работи, како да изградиш дисциплина, како да се поврзаш со добри луѓе, секогаш да соработуваш со добри луѓе во компанијата, со правите луѓе што стварно се продуктивни и вредни, а не само што гледаат на некој друг да префрлува топката. На кој начин ова се прави, на кој начин ова се прави. Mindset, толку многу добри совети има што книгава не се чита еднаш во никој случај. Јас најмалку 3 пати ја прочитам сега, ама ја читам исто така и некој пат uz кафе и однака само ќе се земам, ќе отворам било каде, било која страничка да фатам, значи нешто има голден натре. Така што
толку многу сакала книгава да ме најде и покрај тоа што јас толку многу изолпирав со години, на крај ми дојде во форма на која што не можам да одбијам, пошто некако любопитството ме заговорицка, што па се он чим ја чита, чека да видам тоа што има, може неќе да е толку површна колку јас што се сетирам дека е површна. И е стварно многу добра за да ти даде некоја самодоверба и да ги прочиташ сите милион примери внатре од луѓе кои што од нула, со никаков бекграунд, никакви врски, тешка сиромаштија, успеале да постигнат многу големи успеси, ти дава стварно некако како блупринт и како кураж и како надеж дека и ти можеш да стигнеш до сите нивоа што посакуваш, на кои што посакуваш да ги стигнеш. И она уште кога ќе земаш да ги применуваш принципите еден по еден, како што и он на почеток предложува, како книгава чита секој принцип по два пати, враќај се назад, како не ги пролетува принципите. Или ако толку не можеш да издржиш, те ме чита еднаш како еден маф, ама врати се после и подам ми го читал паметот, значи исто и јас, во еден маф ја прочитав, кај ќе се враќам тоа интересно, само вртам страници и на крај се вратив и ја исчитав како он што предлага, полека, една недела, едно поглавје и т.н. Океј. И останува уште петата книга, дечки, која што ми е дефинитивно, не знам што ќе правам да не ја најдов и да не ја прочитав. Едно од нај поучните книги што највише ми отвори очи и ме излечи на некој начин, не така, ме излечи, ме оправи, а тоа е трите дела на Conversations with God. Тука се три книги фактички во една. Conversations with God 1, 2 и 3. 900 кусур страни, вака изгледа, вака стигна од Амазон. Преведена е на македонски, разговори со Бога, немојте да читате на македонски, плиз. Затоа што јас и сопругот ја прочитавме, ова се од него белешки зелените, а јас имам розови белешки на некои страници, например како тука. Ова се моите белешки, ова се неговите, значи ќе се степавме за оваа книга. И како прочитавме двајцата бевме вау, и не купивме на мајките, значи на мајка му негова и на мајка му моја. Дознавме дека има на македонски, се зарадувавме, пошто они не можат на англиски да прочитаат, ова е од англиско издание. И им ја дадовме на двете и чекаме реакции, чекаме огномете, чекаме да пукнат од воодушевување, да бидат као леле, да збориме за книгиве. И проја месец, два, три, никаков коментар од нивна страна нема, а двете читаат. Значи, се жени што читаат. И ги прашуваме едната, ги прашуваме другата, да книгиве, земавте. Едната вика, па да, окей. Другата вика, па добро, интересно. Луѓе, што е работа каде ме? Нели паднавте од столче кога читав тоа? Па нешто посебно се. И еднашка, кога Јоанче лежеше во болница од тие долгите месеци, беше со крвава медена тука во Македонија и некојаш преку ден ќе дојдеше во болница и ќе седеше 2 сати место мене да дома се средам, да испиеме на кафе, пак да се вратам назад. И еднаш така она чуваше Јоана, пример до 4 и во 4 јас дојдов, ја зема девер ми ја врати дома, се сменивме, ама на се заборив книгата таму во болница. Разговори со Бога, прв дел. Викам, баш интересно да ја видам сега на македонски. Ја отварам. И што е ова? Као прво. Книгиве на англиски се 900 кусур страни, не и повише. Добро, 728 страни. На македонски се многу пократки. Дупло. Кратени реченици, кратени поглавја. Ти, као прво ќе преведеш од англиски на македонски, прво тука многу се губи, уште па и да земаш да ги кратиш речениците и поглавјата. Ја не знам зашто тоа се нафатил да го преведува издание, не ќе да се потруди малце повеќе, зашто е на предобри книги, ама е тоа што е. Меѓутоа, можеби српската и хрватската верзија се подобри, можеби ако не можете на англиски да читате, српско-хрватска да најдете, на македонски. Ја ова што го зборам сега е моето вау за книгава и вие да земете ќе видите исто како мајке ќе видите како та. И значи книгите се пишувани као од произлезен разговор од авторот и како он го слуша Бог, како му го одговара
најесенцијалните прашања на нашето живење. И ова е најпрвата книга што земав од ваков тип кога уште Јанче беше со нас и е нешто што не сум представала да го читам никогаш. Никогаш. Значи, ова е нешто што стварно не се чита еднаш, не може да се. Значи, ја кога прочитам некоја реченица, некоја страница и кога сакам на некој да му кажам и да позбориме за тоа, и он го прочитал исто тоа, ама ја и он не можеме да го повториме како што е напишано. Премногу длабоко, многу е филозофски, а од друга страна многу лесно да се разбере. Она не може да не разбереш што е муабетот. И така, значи, тоа е книга што се чита во некоја предизвикувачка животна доба, кога ништо не ви оди од рака, ако се чувствувате како лузер, ако се чувствувате како жртва, ако се чувствувате како никако на вас не може да ви тргне, тоа што чита таа книга, зашто ќе ве подигна многу. Ето така. Ова беа 5 книги и сега ќе отворам Q&A флор, ама претходно да не заборавам да прекинам да снимам, па да може да се опуштиме да правиме разговор како што треба. Така.